Постои опасност Венко Филипчи и одредени структури од СДСМ да искористат евентуалната лидерска средба за уценување на власта во моменти додека надлежните институционално ги барат причините и виновниците за големата трагедија во Кочани. Според познавачите, ова сценарио е возможно, односно начин лидерот на опозицијата да се обиде пред се со закана за протести, да ја девалвира работата на државата и справувањето со оваа ситуација. Новинарот Бранко Геровски за Алфа вели дека владеачката структура едноставно треба да ги отфрли таквите барања доколку постојат. Постои можност, постои опасност да луѓе од СДСМ се обидат низ тие барања да испорачаат евентуално политички уцени, некаков вон институционален диалог со групи кои протестираат, кои се обидуваат да го минимизираат уделот на институциите во разрешувањето на кризата. И лидерската средба ќе биде место каде што таквите евентуално непристојни предлози. Филипче најави дека во текот на оваа недела ќе соопшти кои се темите поради кои бара лидерска средба. Според премиерот Христијан Мицкоски во моментов не е време за ваков тип на средба, но подготвена се сретна со првиот човек на СДСМ во 4 очи, каде тој би го образложил својот план. Според Геровски, ваквиот вид на средби биле редовна пракса во минатото и доколку истата се случи, се надева дека Филипче ќе има искрени и позитивни барања кои би помогнале во оваа истрага. Важно е што ВМРО ДПМН и лидерот Христијан Мицкоски изразија спремност за една таква средба. Лично очекувам дека Венко Филипче во име на СДСМ ќе побара средба чија цел ќе биде заекнување на институциите, критичка поддршка на активностите кои се во тек во овој момент, не само да се расветли трагедијата во Кочани, туку и да се заекне системот. Додека се чека лидерот на опозицијата да ги соопшти барањата, она што е познато е дека сака независен кандидат за градоначалник на Кочани, зад кој би застанале ВМРО ДПМН, СДСМ и сите други партии. Премиерот Христијан Мицкоски одговори дека е прерано за вакви договори, бидејќи се уште не се залечени раните од големата трагедија.